Веднаш се забележува флуидната силуета која на Ењак купе му дава доста динамични и атрактивни линии. Задниот спуштен дел и другиот агол на третиот столб прават да изгледа како капка вода, укажувајќи на одличната аеродинамика со коефициент на отпорот на воздухот од 0,234. Целиот покрив е стаклен и визуелно се претопува со задното ветробранско стакло кое завршува со дискретен спойлер. Дизајнерите на Шкода се потрудиле и на задната врата да ја дадат малку поинаков стил, правејќи целиот автомобил да биде една складна целина. Од неа малку отстапува предниот дел, кој во однос на стандардниот Ењак се разликува во неколку детали. Тоа посебно е нагласено кај RS моделот, чиј агресивен изглед е дополнет за 15 мм по спуштеното подвозје и со маската осветлена со 131 LED сијаличка. Ке ги предизвикува купувачите со двата електромотора, чии 299 конски сили ке се пренесуваат на сите 4 тркала, забрзувајќи ги до 100 км на час за 6,5 секунди. Неговите батерии од 82 киловат-часа ке се среќаваат и кај Ењак 80 достапен во две верзии. Помоќната има два електромотора со 265 конски сили и погон на двете оски, додека поекономичната располага со 204 конски сили кои ги задвижуваат само задните тркала. За сега Шкода само за неа ја има објавено автономијата која изнесува 545 км со едно полнење на батериите, што е за 15% повеќе отколку обичниот Ењак со иста конфигурација. Понудата е заокружена со основната изведба со 179 конски сили и батерии од 62 киловат-часа. Чесите и покрај спуштениот покрив велат дека во внатрешноста на Ењак купе има доволно простор, за што како доказ ја наведуваат скоро истата зафатнина на багажникот од 570 литри. Исти треба да бидат и содржините, можеби малку поинаку распределени низ пакетите опрема кои заедно со цените ќе ги дознаеме дополнително.